I, Donald John Trump, do solemnly swear Кога Доналд Трамп положи свечена заклетва како 45-ти председател на Соединетите држави, тој му најави на светот дека со нова визија ќе ја води американската надворешна политика. It's going to be only America first. America first. Трамп брзо ги преточи неговите зборови во акција. Се повлече од договорот од Париз за климатските промени и од договорот за транспацифичко партнерство, наведувајќи дека се нефер спрема Соединетите држави. Но на својот прв состанок со рускиот председател Владимир Путин на самитот на Г20 во Хамбург во јули, Трамп излезе со помирен тон. But we look forward to a lot of very positive things happening for Russia, for the United States. Како и да е, Трамп ги одржуваше санкциите против Русија за анексијата на полуостровот Крим, а администрацијата одобри комерцијална продажба на смртоносно оружје за Украина. Повеќе истраги за наводното руско мешање во председателските избори ја одбележаа првата година од функцијата на Трамп. Трамп го отпушти директорот на FBI Джеймс Коми во мај, но потоа Роберт Мулер беше назначен за специјален советник за продолжување со истрагата за наводното мешање на Русија, нешто што и Путин и Трамп постојано го отфрлаат. There has been no collusion between the Trump campaign and Russians or Trump and Russians. No collusion. Друг голем предизвик во надворешната политика дојде од Северна Кореја. Тензиите ескалира откако Пјонгјанг спроведе серија ракетни тестови. Трамп размени навреди со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун на Твитер, предупредувајќи го дека има поголемо и помокно нуклеарно копче. Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Трамп исто така издаде предупредување и до Иран. Тој се закани дека ќе се повлече од нуклеарната спогодба што Техеран ја постигна со светските сили во 2015 година. На својата прва странска посета како председател, Трамп отпатува за Саудиска Арабија, каде што се обиде да го обедини муслиманскиот свет за да го искорени екстремизмот. Но Трамп налути многумина на Блискиот Исток. Прво со забрана на луѓето од неколку претежно муслимански земји да ги посетат Соединетите држави, а потоа и со признавањето на Ерусалим како главен град на Израел. Трамп исто така ја потврди поддршката на Соединетите држави за НАТО и покрај тоа што претходно најави дека војниот сојуз е застарен. На својот прв самит на НАТО тој го турна црногорскиот председател и ги искара сојузниците поради тоа што не трошат доволно за одбраната. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. And many of these nations owe massive amounts of money from past years and not paying. По поминати 12 месеци на светската сцена, сојузниците и ривалите се подготвуваат за втора година од председателството на Доналд Трамп.